Зборувавме минатиот пат за мерки, за тоа како треба да ги усогласиме нашите мерила според Божите, нашите стандарди според Неговиот стандард. И во време на Јом Кипур, во време на небесниот истражниот суд, ни се препорачува, самиот Матеј во 7 глава, нели го цитиравме стикот, вели дека не треба да судиме. Па дури и денеска видовме едно прекрасно видео како не треба да судиме, затоа што нели констатиравме дека ние како луѓе гледаме најчесто на надворешноста и најчесто ги немаме сите факти. И кога ги немате сите факти, тогаш можете само да пренесете некоја лажна вест, а никако вистината. Или може да нагодувате нешто, може нешто ќе погодите приближно и така натаму, меѓутоа тоа не е она вистинското. Во време на истражен суд, кога не само што не треба да се бавиме со туѓите животи, туку треба и текако да се бавиме со нашите лични животи, да се преиспитуваме самите, да се анализираме себе, и тоа треба да го правиме не според некој наш стандард, туку според Божјето Слово. А во Божјето Слово, таму го наоѓаме Божјиот стандард. Ако целиот наш живот го анализираме според она Бог што го вели во Библијата, тогаш го имаме пред нас вистинскиот стандард, ги имаме вистинските мерки и ќе знаеме што е што, докаде сме пораснали, така натаму што ни фали. Меѓутоа, за тоа човек треба да биде наистина понизен, реален, самокритичен. Ако е малку воздигнат над она што треба да е, тогаш неговата анализа нема да биде исправна. Второ послание до Коринќаните 10:12. Што ни вели Павле во овој почетен стих за вечерва? Второ послание до Коринќаните 10:12. Имено ние не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некои кои се препорачуваат самите себе си, но не постапуваат разумно, зашто се мерат сами со себе и се споредуваат сами со себе. Ние не треба да се вбројуваме во ваквите. Замислите си, колко е тоа мизерно, барем во моји очи, ама верувам и во Божји очи, самиот да се препорачуваш за нешто. Ја по природа, уште во светот, не сум сакал да се истакнувам. Ако некој ги забележи, некој друг треба да ги забележи моите квалитети. А камо ли па да се препорачуваш некаде сам, кај што може и не ти е местото за тоа, за тоа нешто, за такво нешто треба да си навистина да гледаш од висина, односно да се мериш како што не треба да се мериш, односно да се мислиш дека си нешто повеќе од она што си. И веќе имаш нереална слика тогаш, и мерките ти се погрешни. Еве да видиме Павле што вели за себе. Значи овде вели дека не треба да се вбројуваме ние во таквите. Пазите, се споредуваат самите со себе или меѓусебно се споредуваат. А ние најчесто имаме таа карактеристика да се споредуваме со другите. Павле вели на едно место, вика, угледајте се на мене како што јас се угледав на Христа, ама тоа е веќе друго. Значи тој повторно индиректно, ама не насочува пак на вистинскиот стандард, односно на оној кој што не е пример во се на кого треба да се угледаме, на Христа. Римјаните 12:3, повторно Павле, еве што ни кажува, Римјаните 12:3. Зашто преку благодата што ми е дадена, значи без благодата ништо,
преку благодата што ми е дадена, му велам на секој еден помеѓу вас, да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли, туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување според мерата на верата која Бог му ја доделил секому. Секој има некоја мерка на вера. И што вели овој стих? Значи, никој помеѓу вас да не мисли за себе повеќе отколку што треба да мисли. Ова креира многу проблеми, знаете. Туку мислите нека ви бидат насочени кон разумно размислување. Значи, што е неразумно? Неразумно е кога мислите за себе повеќе отколку што треба да мислите. Значи, се преценувате. Тоа е сосема неразумно. И е спротивно од оној стандард што Господ го поставува. Христовиот ум, спротивно на Христовиот ум, на Христовите мисли од Филипјаните 2 глава. Исус дојде, се симна од небото, ако тој мислише овака како што и имаше право и да мисли, но тој се лиши од тоа свое право. Тој највеќе имаше право да мисли дека е над сите, Бог на Вселената, кој може да биде повисок од него. Ама се лиши од тоа, се симна, се понижи, стана како еден од нас и беше послушен до смрт на крст. И тоа е Христовиот ум, тоа е она што Павле ни повикува во Филипјаните 2 глава да го имаме, тој е Христов ум. Значи да не се преценуваме. Галатјаните 6:14, ако со нешто можел да се фали Павле, со што се фалял? Со Христа распнатиот, да, со крстот. Молам? Галатјаните 6:14. А јас сум далеко од тоа да се фалам со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого светот е распнат за мене и јас за светот. Павле, кој што, ако го споредуваме меѓу сите апостоли, е веројатно најучениот, што би рекле денеска со 3-4 факултети и така натаму, меѓутоа тој нема ништо со што се фали. Освен со Христа распнатиот. А знаете ли што се случува таму кај крстот, или кога размислувате, кога гледате на Христа и тоа Христа распнатиот? Сета ваша гордост треба да падне доле во земскиот прав, да се снижите, како Јован Крстител што вели, јас треба да се смалувам, а тој да расте. На Голготскиот крст тоа се случува. Таму нема гордост, па кај го читавме тоа, дали беше во утренскиот стих од вчера, ако не се лажа, во коментарот него прочитавме вечерва, дека таму нема место за себичност и гордост. Значи таму нема место за таа човечка природа што ние ја носиме со пораѓање. Таму се случува најголемата преобразба кај човек. Затоа и треба често пати да во мислите, како што вели Елен Вајд, по еден час на ден, вика, размислувајте за тие последни сцени од Христовиот живот, пред се за крстот. Во времето на Павле, кога, знаете, тој едноставно го послушал повикот да биде оној гласник кој што ќе оди и ќе проповеда меѓу незнабожците, имало во тоа време различни мислители, филозофи, учители и така натаму. Мнозина од нив сакале и да се користат со успесите и да се ги припишуваат на себе со успесите што Павле ги постигнал. И се фалеле со самите себе, се споредувале самите со себе, како што читавме во стихот од Коринќаните. Вели, самопофалбата е најлошиот вид на самоизмама. Вообразеноста ги заслепува луѓето за објективниот стандард според кој што се одредуваат вистинските величини, според кој што тие можат постојано да имаат точна проценка за својот напредок и развој. Значи, вообразеноста
ги заслепува луѓето за тој објективен стандард. Тие си креираат некој свој стандард во своите очи. Меѓутоа, погрешно мерат. Така, вели, тие влегуваат во еден магепсан круг, каде буквално се бркаат самите себе. Страшна работа, поголема самоизмама, здравие. Стануваат слепи за собствената гордост, слепи за доблестите на другите, со кои што ќе дојдат во судир, кои што им се спротивставуваат, значи не ги гледаат нивните доблести, не ја гледаат својата гордост, слепи се да ја приметат, слепи дури и за собствената потреба за спасение, што е најлошото од сите овие овде. Да се живее според еден ваков стандард е сосема спротивно на Христовиот ум и дух, кој што спомнавме претходно Филипјаните 2 глава. Значи, буквално, она што нам ни е на сите потребно за да ги прилагодиме нашите мерки според Божијето мерило, и Божиите мерки е да појдеме во подножието на Голготскиот крст. На сите ни е потребна Божијата благодат. Тоа е факт. Треба да дозволиме да Словото сече, знаете, оној меч со две острици. Длабоко да сече, да не испита, а ние да бидеме понизни пред него и реално самокритични кон себе, а за тоа треба да си излезен од лаодикејската состава. Лаодикејецот е тој кој што е вообразен, оној кој што се споредува самиот со себе, односно се споредува со другите и смета дека ништо не му фали. Значи да се споредиме всушност со Христа. Христос е Словото, отелотворено. Ајде да читаме сега повторно за искуството на Павле. Читаме првим во Филипјаните 3 глава 6 стих. Како дошло до таа преобразба во неговиот живот? Филипјаните 3:6. Ќе читам од 3 стих, ајде, ова е убав пасос овде. Зошто ние сме вистинско обрезание, ние кои служиме со Божиот дух и се фалиме во Христа Исуса, а не се надеваме во телото. Иако и јас можам, значи од 4-тиот еве, иако и јас можам да се доверам и на телото. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тоа уште повеќе јас. Обрезан сум во 8-миот ден, од Израелевиот род сум, од Венјаминовото племе, еврин од евреите, по закон фарисеј. И сега 6-тиот стих, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Павле се смета за безпрекорен. Ако треба некој да се спаси, како и сите други фарисеи. Ако треба некој да се спаси, тоа се фарисеите. Тоа е Павле. Богат сум и се збогатив, на тоа личи. И сега што се сменило кај Павле? И кога се сменило? Тоа е денот кога оди кон Дамаск и се срекава со Словото, всушност, со Исуса, лице в лице. Со вистинскиот стандард. Откровението што го добил таму било силно, дури ослепел, знаете. Меѓутоа, она најбитното се случило, духовно прогледал. Дотогаш бил духовно слеп. Сега можел да се види себе си во вистинската светлина. И што вели како резултат на таа промена што се случува после средбата со Исуса? Во прво послание до Тимотеј 1.15. Прво послание до Тимотеј 1.15. Верно е Словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум, кој? Прв јас. Најголем од сите. Претходно вели, ако го гледаме законот, значи ако е од прва заповед, втора, таа 10-та некако не му се видела, веројатно, после ќе му се види. Таа ќе го осведочи највеќе 10-та за која што зборувавме денес. Безпрекорен, значи. Држам сабота, давам десетоци редовно у црква. Се. Никој ништо не може да ми најде замерка.
Од таа ситуација се среќава со Христа, доаѓа ситуација кај што вели дека е најголем од сите грешници. Која промена? Како може човек да биде измамен и да мерката да не му е, ама тотално да му е погрешна, значи? Да е вообразен, да се самофали, па тоа била одликата на фарисеите, тоа е одликата и на легалистите, тие имаат потреба да наоѓаат грешки кај другите, затоа се најголеми критичари, за да се издигнат самите себе. Значи, тоа е таа споредба едни со други. Секојаш на нив некој друг им е крив, тие се прави. Меѓутоа, како што кажавме, сите треба да дојдеме во подножието на крстот, на сите ни е потребна Божјата благодат. Еве што вели Елен Вајд во преглед и гласник за обратувањето на Савле. Обратувањето на Савле било одбележено со вистинско покаяние, преку признавање и вистинско тежнење за прошка на гревовите. Пред обратувањето Савле бил горделив и самоуверен. А сега се понизил во жал и срам. Си бил одвртен сам на себе. Која промена? Значи, од гордост да си стане одвртен сам на себе. Неверојатна трансформација, значи неверојатна трансформација на неговите мисли. Значи, буквално ја фрлил едната мерка и ја земал онаа другата, вистинската. Кое што ја покажува неговата вистинска состојба. Значи, пред обратувањето Савле бил горделив и самоуверен, а сега се понизил во жал и срам, си бил одвртен сам на себе. Во светлината на откровението што го добил, тој почнал себе си да се согледува како најголем грешник. Оно што го прочитавме во стихот. Мора тоа го знаеме и мораме да потврдиме дека Павле бил многу добар познавач на законот. Но се доека не се сретнал со отелотворениот закон, значи не можел да ја свати неговата длабочина, значи не можел да го свати, да го согледа духот на законот. И тогаш кога ќе освати духот на законот, тогаш ќе освати коренот на гревот, односно вистинскиот проблем. Значи Павле немал проблем со однесувањето, како и сите фарисеи, безпрекорни биле во однесувањето. Но кој бил проблемот? Како тоа од безпрекорен се увидел како најголем грешник? Римјаните 7:7. Ова е оној чекор, кога лаудикеецот веќе не е лаудикеец. Ова е еден огромен чекор, далеку се уште од целта, ама ова е огромен чекор. Како што минатиот пат прекрасна мисла кажа во таа поука сестра Катица, која рече, која правевме споредба меѓу Захеј и кој беше тогаш? И богатиот младеж. И таа рече дека многу е поинако кога човек е свесен за нешто. И ја така некако ми се виде тоа, Захеј бил свесен, веќе бил свесен за тоа дека сгрешил, па затоа и доволно било половина од богатството да го даде и тоа било прифатливо за Исуса. Меѓутоа, богатиот младеж не бил свесен воопшто. И затоа Господ го бара целото богатство од него. Еве кога се освестува Павле, значи од безпрекорен увидел колку е грешен. И така што да речеме, 7 стих 7:7, дали е законот грев, далеко од тоа. Сепак јас го запознав гревот само преку законот, зашто не би ја запознал страстната желба ако законот не рече не ке пожелуваш. Павле, кој што бил толку добар познавач на законот и се сметал за безпрекорен, конечно ја увидел длабочината на законот. 10-та заповед пред се она кој што удира значи, длабоко во мислите, како што денеска кажа во коментарот, и тоа е факт. Сите други 9 заповеди надвршно можете безпрекорно да ги држите. Ама за 10-та не знам. И сега сите други 9 ги држите и надвршно сте, и луѓето, пошто мерката им е искривена, гледаат надвршно и викаат, овој е светец. Овој, ако треба некој да се спаси, он ќе се спаси.
Ама внатрешно има проблем. Не ке пожелуваш, 10-та заповед. Коренот, таа удира во коренот, сушност на сите заповеди. Еве што вели Елен Вајд во Патриарси и пророци. Забранувајќи ги себешните желби, што представуваат извор на сите грешни постапки, 10-та заповед удира во коренот на сите заповеди. И буквално, кога ја кршите првата, ја кршите и 10-та со се првата. Кога ја кршите втората, ја кршите и 10-та. Третата со 10-та, четвртата сите. Не може да прекршите заповед ако не ја прекршите и 10-та, затоа што се доаѓа од мислите, се доаѓа од желбата. Ке посакаш нешто, ке посакаш друг Бог. И било што, ке посакаш да украдеш, ке посакаш да убиеш. Доволно е, вели тамо Исус, кога тој навлегува во длабочината на законот. Доволно е ако си му лутна братот, односно го мразиш својот брат. Доволно е. Не мора да го убиеш, може ми само недостасува пиштол во моментот. Да, или било што. Значи, имаме грев со големо Г и со мало Г, така се изразиме. Гревот со големо Г е коренот. Тоа е грешното себишно срце. И затоа мерките ни се искривени. Останатите гревови се само плодови на овој грев со големо Г. И вистинското обратување не е можно ако не се реши коренот. Значи проблемот не е само во кршење на законот. Да, гревот е кршење на законот, според 1 Јованово 3:4. Тоа е дефиниција. Ама проблемот е во срцето. Тука е коренот. Ако размислиме вака, значи не се тоа само 10 заповеди, кога знаеме дека законот е препис на Божиот карактер, значи законот е препис на Божиот карактер. А што го сочинува карактерот? Мислите и чувствата. Значи, затоа законот има надлежност и над мислите и над чувствата. Законот уште е израз на божествената природа, а тоа е љубов. Значи, законот кој ќе погледнете и споредите со... Па знаеме, нели, самиот Исус го парафразира законот, односно го сумира во 2 заповеди. Люби го Бога и люби го ближниот. Значи, проблемот е себишното срце, грешните мисли и чувства, кои што раѓаат после грешни дела. Законот треба да дозволиме да биде тој вистински воспитувач кој што ќе не одведе кај Христа, како што вели Павле во Галатјаните. И гревот треба да ни стане прекумерно грешен и да си станеме одвратни на самите себе, како што Савле тоа го почувствувал во неговото обратување. Значи, од една страна законот не тера кон Христа, а Христос не привлекува од друга страна. Како беше оној стих, кога ќе бидам издигнат над земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Токму преку најголемото дело негово на љубов, кој што го покажал на Голготскиот крст. Законот не осудува, а љубовта од Голгота не вика за да ни прости и да не очисти. И тоа ни дава вистинско покаяние. Таа добрината Божја, љубовта негова. Таму пред Голгота ја сваќаме Божјата љубов, нашата вредност, но и грозотијата на гревот. И заради нашите гревови Исус морал да биде одвоен од својот татко, знаете, Матеј 27:46, но тој одвоен, тој вели Боже мој, зошто ме остави, цитирајќи од 22-иот псалм, ние можеме да извикнеме во истиот момент, Боже мој, како тоа мене да ме примиш? Бог го отфрла Христа затоа што на Него ги ставил моите гревови, нашите гревови, а Бог мене ме прифаќа затоа што на мене ја става Неговата праведност. Неверојатно. Што Господ направил за нас, што Исус направил. И тоа е она што доведува до вистинско обратување, до вистинско покаяние, крстот Голготски. И тука, ако сакаме мерките да ги усогласиме со Божите, само тука ќе можеме. Никако од
наша дистанца од гледано од дистанца на себичност, на гордост, оно што го носиме во нашата грешна природа, не можеме да ги усогласиме мерките со Божите мерки. Мора да се расне нашето јас, мора таа себичност и гордост да умрат, за да можеме да мериме како што Господ мери. Псалм 51, покајничкиот Давидов псалм, знаете што сторил Давид? И сега се моли на Господа во 51 псалм и кажува клучни моменти. 9 и 10 стих. Заврти го лицето од моите греови и избриши го сето мое беззаконие. И сега, Давид бил свесен за проблемот на гревот, коренот на гревот кај е. Боже, создај ми чисто срце. Тоа е. И постојан дух обнови во мене. Да, избриши ги гревовите, ама не само тоа. Ако срцето не се очисти, гревовите пак ќе си дојдат. Значи, како рековме, гревот со големо Г, ако остане, ќе дојдат и оние малите гревови, односно гревовите со мало Г. Чисто срце. Давид е свесен за проблемот, затоа што во 5 стих вели: еве грешен сум веќе роден, во грев ме зачна мојата мајка. Меѓутоа ова некојаш може би погрешно го цитирам овој стих. Че ние не сме како католиците да веруваме дека се раѓаме грешни. Верува ли некој дека се раѓаме грешни? Погрешно е тоа, ако мислите. Односно се раѓаме во гревови, да кажеме. Ние се раѓаме во грешна природа, која што е склона кон грев и така натаму. Меѓутоа, не се раѓаме во гревови со гревови, па тогаш би било оправдано крштевањето на мали деца. Што би се случило ако тоа дете, кое што е грешно од мало, па ете се случи како што се случува со многу мали деца да загинат. Значи, тоа значи. Така изгледа стихот, меѓутоа вели грешен су веќе роден, во грев ме зачна мојата мајка. Ова е сега посебно проучување, можеме тука да нафрламе многу стихови за да дојдеме до тоа, но тоа е факт дека Господ дури не гледа, вели, на времењата на незнаење, нели? Во дела апостолски. Па што знае едно мало дете кое што уште не му е оформено мозочето кое што треба, нити морал има, ни ништо, не знае за ништо, никакви мерила нема во тоа дете. Никакви стандарди се уште не постојат. Че Господ не може да гледа, да суди на едно мало дете кое што се уште не знае што е лево, што е десно, нели? Како што вели Библијата. Меѓутоа, Давид алудира на проблемот, коренот на гревот, значи таа себичност, таа гордост. И да не спомнуваме никакви грешни склонности, доволно е тоа. Луѓето се раѓаат себични и горди. И тоа ќе го забележите уште кај малото бебенци. Себични и горди. И доволен е тој проблем. Сега ми текнува на цитат од Елен Вајт. Вика, ако само за 5 минути би се тргнале на страна на себичност и гордоста, повеќето од проблемите би се решиле. Најголем проблем е тоа, себичност и гордост. И затоа грешиме во нашите мерења, во нашите мерки. Затоа што се уште е таа себичност кај нас, се уште е таа гордост, се уште можеби не сме дошле пред Голготскиот крст, не сме сватиле колку сме за никаде, односно да си станеме одвратни на самите себе, да ни стане гревот одвратен. Ако дојдеме до ситуација да, како Евреите 10 глава, кој што ни кажува да биде запишан, 10 глава Евреите, ајде да се подсетиме, 16-17 стих. Евреите 10, 16, 17. Ова е заветот кој ќе го склучам со нив, новиот завет, нели? Во оние денови, вели Господ, ќе ги положам своите закони на нивните срца и ќе ги напишам во нивниот ум. И за нивните гревови, за нивните беззаконија нема веќе да се спомнувам. Значи, законот запишан во срцето. Законот не може да биде запишан во нечисто срце. Кога ова ќе се случи, значи, тоа е обратувањето, тоа е нановото раѓање,
тогаш ќе имаме сосема поинаков пристап спрема гревот, спрема законот, спрема останатите луѓе, спрема нашите ближни. Нема да се критикуваме, нема да се осудуваме, значи нема да мериме погрешно, туку ќе гледаме и на нив како грешници, на оние кои што им е потребна Божјата милост, како што и нам ни е потребна. Ако можеме да им помогнеме, да им помогнеме. Поинаку не би можеле да гледаме, значи со осуда или било што. Тогаш стануваме, значи, нови личности полни со љубов. Законот е запишан во нашите срца. Значи, Светиот Дух е излеан во нашите срца, а со Светиот Дух се излева и љубовта, како што читавме во Римјаните, мислам дека беше тој стих од минатиот пат. Значи, за да имаме вистински мерила, нам ни е потребно чисто срце, односно нам ни е потребно наново раѓање или обраќање вистинско. Додека тоа не се случи кај нас, ако срцето не е чисто, ако се уште има некои дамки таму валканици, нема да имаме вистински мерила. Често пати ќе грешиме, често пати ќе ги загорчуваме тугите животи, често пати ќе осудуваме и така натаму ќе креираме едноставно проблеми, дали во заедницата, во црквата, дали во домот свој, дали било каде. На Господа му се потребни чисти срца, како што Давид се моли, затоа оној 51 псалм треба често пати да го читаме и да размислуваме за него. Не само 51, туку и 32, исто така е покајнички псалм Давидов. Нека Господ ни помогне во тоа. Јас знам, свесен сум и јас од моја гледна точка, од себе, ако поедам, дека често пати грешам, често пати мерилата не ми се според Божите, а тоа е само доказ дека се уште не сум целосно предаден и се уште срцето не ми е чисто. А какво е човечкото срце? Поизмамливо од се. Самите себе не се познаваме некојаш. Некојаш ќе се најдеме во ситуација кога ќе реагираме на начин на кој што самите ќе се зачудиме и ќе речеме, чекај, па воа не сум јас. Но затоа што не сме биле ставени, може би, во такви околности, па не сме реагирале до тогаш така. Значи, не се познаваме на самите себе. Тоа е човечкото срце. Но Господ не познава, ние треба да му се предадеме целосно, да Господ не очисти со чисти срца, тогаш ќе можеме да гледаме како што гледа Господ на работите, тогаш ќе се гнасиме од гревот, а ќе го сакаме грешникот. Ќе го мразиме гревот, а ќе го сакаме грешникот, како што тоа било кај Исус. А не обратно, што е случај кај фарисејскиот дух, кај самоправедниот дух, кај легалистичкиот дух, се мери со другите, јас сум подобар, од другиот го критикува другиот, така натаму. Тоа нема да постои едноставно. Нека Господ ни помогне да мериме како што треба. Амин.